Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Такво, Татко небесен, во Исуса сум возљубен. Ти го давам срцево, да се вселиш во него. Слава ти, Господе Исусе Христе. Мир вам, Татко наш, возлюбен Татко, кој си на небесата. Да се свети името Твое, да се свети името Твое вистински во моето срце, да дојде царството Твое во мене, да биде волјата Твоја на секаде. Лебот наш насушен, како на земјата, така и на небесата, така и во моето срце. Лебот наш насушен, дај ни го и денес, и прости ни ги долговите наши, како што им ги простуваме и ние на нашите должници. Простување, измирување, промена, родение во дух. Ние зборуваме, јас и духот, собрани, кога ќе се соберете, вие и мојот дух, тоа значи ние, за љубовта Исусова која никогаш не престанува. Тоа е тоа што нас не движи, што не води. Исус кој ни дава сила да се промениме, плаќа за нашите гревови, да се промениме од телесна во духовна природа, да ја промениме минливата, смртна, нетрајна љубов во вечна љубов. Еве овде утрово, рана утро, -8, -10 степени во Маврово, во раната мугрина, се уште не разденето. Зошто еден сотрудник би зборувал за Исус? Првото што ќе го направиш, да земеш духовна храна, лебот наш насушен, дај ни го и денес, да се најадеш, да го распламтиш духот, да те научи да ги љубиш сите, да те научи да ги љубиш сите. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам што ги излеваш овие слова и што ти си мојот учител, ти си учителот и што влегувам, Господи Исусе Христе, каде сме сега. Те сакам, Господи Исусе Христе. Арамераракта сванеето. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодариме, Исусе. Арамерараханда сталамандарахамба сандарај. Те сакам, Господи Исусе Христе, и ти благодарам. Арамендирахат сандаламандирахандарарарарарарара. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Што ми даваш поуки во дух и вистина, што ти си учителот, не викајте никога на земјата учител, што ти ги излеваш овие слова, што ти зборуваш низ мене, што јас сум само сад за твоја употреба, што се радувам, што се преродувам во љубовта, што ме учиш, кастриш, обликуваш. Слава ти, Господи Исусе Христе, што ми даваш поуки во дух, не во тело и вистина, во Исус. Сотрудничка постави прашање во поуките во четврток. Се собираат во четврток на Вибер, се чита Библијата, се споделува, се сведочи. Морате да имате заедништво во вистинска жива Исусова заедница, каде Духот води, кога ќе се соберете вие и мојот дух. Ако не води Духот, црквата, заедницата е телесна. Таа нема живот, словото без дух е мртво. И црквата без дух е мртва. Јован 10, 17, 18, што значат стиховите? Затоа ме љуби Отецот. Затоа го љуби, зашто јас животот свој си го полагам. Пазете, животот свој го полагаш за да го примиш пак. Никој не ми го одзема, Исус што вели, јас сам од себе го давам, имам власт да го дадам и власт имам пак да го земам.
Оваа заповед ја примив од својот Отец. Значи, секој има слободна волја да го земе и да го даде животот. Го зема животот од сатаната, го предаваш на Исус, и од смртен човек кој живее во проклетство меѓу раѓањето и смртта, преминуваш во духовен човек. Те сакам, Господ Исусе Христе, значи, имам право да го земам, имам право да го дадам својот живот. Јован 10, 17, 18. Знаете, секој го има тоа право и правото, вистинско, практично, ти го дава правото на избор и ти тука избираш дали ќе живееш во проклетство и смрт или во живот. И ти ја имаш таа власт дадена од Отецот. И ти, сотруднику. Пишано е, поблажено е да се дава, отлуку да се прима. Исус го даде својот живот за овците, се раздаде себе си и ја даде душата своја. Дали се даваш себе си на Отецот Исус, дали се даваш во собственост, дали се предаваш, пишано е кој ќе ја сочува душата своја. Пазете го тој момент, кој ќе ја сочува душата своја. Те сакам, Господи Исусе Христе, рани душа да те слуша, ќе ја загуби. Ти се чуваш душата за себе си. Кој ќе ја даде душата своја, ќе ја сочува во Исуса. За секогаш Исус. Ме праша денес еден христијанин, кој денес има голема земна титула. Да речеме, на една плажа во Калитеа, добра гледка во Егејска Македонија. Зошто Господ, не вели татко, дозволува зло? Видете, 1, 2, 3, се сеќавам добро. И јас веднаш му реков, значи, тој е еден приклучок, ти викаш, татко, зошто, покажи ми. И тој вели, заради слободна волја. Ме гледаше во очи пред да одговорам. Не успеав да избројам до 3, слезе во духот заради слободна волја. Право на избор. Право самиот да се даде. Што е тоа право да се даруваш? Кому се даруваш? На светот, на себе си, на некој човек, на некој водач телесен или на Исус Христос? Добриот пастир ја дава душата своја за овците. Кој е тој добар пастир? Па Исус Христос. Не сте знаеле? Каин, например, беше пастир, Авел го уби. Истото тие Исус го распнаа. Знаете, телесните луѓе, можеш и ти да бидеш тој. Телесните луѓе не го разбираат духовното и затоа има толку земни поделени телесни цркви кои се мртви, бидејќи не се водени од Исусовиот дух. Намерата е добра, но дали ти сакаш да се дадеш по своја волја и власт, сотруднику? Го сакаш ли тоа да се вратиш во Царството Божјо? Царството Божјо да биде во тебе внатре, Исус да живее. Еве друг пример. Таткото ме сака бидејќи јас го давам својот живот за повторно да си го земам. Процес, тоа е тесната патека на секој следбеник на Исус Христос. Мораш да се откажеш, нели? Чашата е горка, први не благослов, а потоа те тера да се промениш. Кога ќе треба да се промениш, ти ќе треба да исчекориш. Никој не ми го одзема животот. Туку јас доброволно го давам. Кому му го даваш? На телесниот сатански свет? Си ја чуваш душата за себе. Немаш време, ти сега чекај малку. Или на Исус Христос и Отецот Небесен. Значи, имаш власт, имам моќ да го дадам, вели Исус, својот живот, имам моќ повторно да го вратам. Значи, моќ и власт на сите што го примија. Каде го примаш Исус во срцето? Им дава власт, моќ, сила да станат синови Божји. Керки се мисли на керки, значи син, керка Божја. Ти тогаш нема да викаш Господи, Господи, значи не сите што велат Господи ќе влезат. Затоа е тоа пишано. И ќе викаш татко. И ти вистински ќе имаш татко. Денеска ние зборуваме кога некој има проблем во содрутнициве, не ни пишува да се помоли со старешината на заедницата. Ние застануваме, велиме, татко, твоите деца повикуваат кон тебе. Покажи ми што да покајам да бидам исцелен. Ово властување, вели Исус, го примив од мојот татко. Јован 10, 17, 18. Исус од духовна природа, син на семокниот Бог, се даде себе си, слезе да биде син човечки за нас, за да плати за нашите греови, за да воскресне. Отецот во духот беше во него
Тој вели, зарем да не ја исполнам волјата на мојот татко. Тој дојде да заврши нешто. Пазете, се даде себе си. Со смртта ја победи. Со својата смрт плати со својата крв за секој еден од нас. Животот го даде за нашите греови. Инаку ако не е, тој ќе биде крвта ваша на главите ваши, како евреите. Значи не откупи од сатана, ти ќе треба ти да плаќаш на крајот. Ти да платиш. Кога ќе дојде цехот, колку имам да платам, па имаш непростување, осудување, проклетство, непослушност, крадење, лажење, блудство, па тоа ќе треба вечности да плаќаш. Се додека не кажете благословен е оној кој доаѓа. Кој доаѓа, па во името Исусово, дали некој ти доаѓа и ти кажал, еве гледате, благослов е да го има ова на медиумите, на радија, од диаспората во Македонија, на телевизија, потоа ќе има уште едно радио, ќе даде Исус. Благослов е тоа. Не откупи од канџите на сатаната, умре за нас, Исус се даде за нас, уште додека бевме грешни, паднати, сатански. Дали плачеш со оние што плачат и се радуваш со оние што се радуваат? Дали имаш милост и љубов за сите? Дали се даваш во милосрдие? И ние го имаме тој стих, милоста во судот се пофалува. Кој нема да даде милост, и за него ќе нема милост во судот, значи душата своја. Ти имаш власт, кому му го даруваш сопствениот живот во времето на милоста на земјата, меѓу раѓањето и смртта, и имаш слободна волја да го направиш тоа. И ти си во проклетство на овој зек, раѓање и смрт, имаш време тогаш да се промениш, да слушнеш за Исус. 15 стих, јас го познавам, да се промениш и да повикаш кон Исус. Јас го познавам, љубам Отецот и животот свој го полагам за овците своји. Исус. Друг препев, како што таткото ме знае мене. Дали го позна, го љубиш? Како што јас го знам, љубам таткото и својот живот го давам за овците. Го даваш својот живот. Значи го позна Исус, го љубиш Исус. Волјата на оној што ме прати е секој што ќе го види Исус, ќе го познае Исус. Ќе го возлюби, ќе живее живот вечен. Значи Аврам го однесе синот Исак, кој одвај на стари години го доби да го заколи и жртвува, затоа што отецот му рече така. Видете, тоа се тие моменти, и стана пријател Божи. Тој знаеше дека отецот го дава и зема животот. Пишано е дека откако телото ќе се положи во земја, духот вдахнат живот во кал земна, со кој станува жива душа, се враќа кај оној кој го дал. Духот се враќа, духот вдахнат живот, значи се враќаме на стиховите, никој не ми го одзема животот мене. Јас доброволно го давам. 10:18. Ако живееш во грев, што очекуваш ти? Луѓето живеат на земјата како да ќе бидат вечно. Кому му го даваш животот? Како Исус му го даваш на Отецот, на вечната љубов? Или го даваш на сатанскиот паднат свет? И потоа сигурно дека ќе има наплата, има моќ, имаш власт да го дадеш својот живот. Има моќ повторно да го вратам сила во Исус, на сите што го прими им даде сила. 10:18. Те сакам Господа Исусе Христе. Наместо моќ пишете власт и сила. Исус има власт, сила, моќ во еден дух, тело, заедништво со Отецот, Татко на духовите. Те сакам Господа Исусе Христе. И Аврам исто има моќ. И јас имам. И ти можеш да имаш моќ. Да се предадеш во негова власт, во негова управа, да се претопиш во љубовта. Знаете што е вечна љубов? Љубовта на светот е смртна, минлива, трајна, кршлива, непостојана. Ние зборуваме за вечна љубов, за природа. Ти од чувство да станеш природа љубов. Кому му го даваш? Како Исус на Отецот животот, наместо моќ, добро, те сакам го и Аврам исто. Ова овластување го примив од мојот татко. Тој ти дава слободна волја. Зошто дозволува? Не дозволува. Он ти дава пат, тесна патека. По Исус одиш или одиш по себе си, по сатанскиот свет. Никој не ми го одзема, јас сам од себе го давам, или на Исус го давам, или во себе љубие, идолопоклонство кон паднатиот сатански свет. И сега си ти наред, сотруднику. Дали си добриот пастир
Или си овца која го познава и следи Исус Христос? Тоа е добар момент. Дали се даде себе си, животот свој на крстот, на раскрсницата на Исус Христос? Дали го остави стариот живот? Дали умре во себе стариот и се роди во Исусовата љубов? Многу е студено. Исусе, ти ќе ми ги згрееш и носете. Дали го даде својот стар живот за да си го вратиш назад? Духовниот живот, духовната природа во Исус Христос. И неко како гол дух ќе одиш некаде таму. И Отецот, значи да го вратиш назад во Исус Христос и Отецот, духовниот љубовен идентитет да го добиеш. Љубовта да ти стане природа. Те сакам, Господи Исусе Христе, слава ти, Исусе. Суштествување во љубовта, претопување во љубовта, родение во љубовта, во слободна волја и љубов. Имаш право да го направиш тоа. Отецот го љуби оној кој го остава стариот живот, го полага на олтарот на љубовта, за да го прими пак духовниот, да се облече во љубов, во духовен идентитет. Те сакам, Господи Исусе Христе, писмо од апостол Павле, кој беше претходно Савле, до христијаните во Галатија. Авторство и поздрави. Видете, тој каква промена ги гонеше христијаните, погрешно учен. Затоа е тој стих: мојот народ гине од незнаење. И луѓето ќе се наполнат со телесни знаења и не сака да се промени. Ќе научи некои погрешни учења и потоа ќе изгине. Ќе видите сега што пише овде. Од Павле повикан да биде апостол, не од луѓе, ниту со помош на луѓе, туку од Исус Христос и од Бог Таткото. Истото е тоа и случајот и со мене. Јас не сум повикан од луѓе. Значи во Ерусалим се водам, што треба да направам за тебе, Господи Исусе Христе. Тој ми рече, како апостол Павле. Признавам, се исплашив, значи ги знам тие стихови, што се поминал Павле, тепан, мачен, давен, убиван, воскреснат. Страв ме фати. А денеска се радувам во љубовта. Страв нема. Од Павле повикан да биде апостол, не од луѓе, ниту со помош на луѓе, туку од Исус Христос. Студи. И од Бог Таткото, пламенен оган да не згрее, кој го воскресне Исуса од мртвите. Значи, Павле повикан не од луѓе, од Исус Христос и од Таткото, Бог. Татко, те сакам. Кој го воскресне Исуса од мртвите. Сите христијани што се со мене, сотрудници, се придружуваат кон ова писмо, што го упатуваме до црквите во Галатија, Македонија, диаспората и насекаде. Те сакам, Господе Исусе Христе. Бог кој е наш татко. Дали знаеш дека е тој татко? Исус го обвинија, Бог го нарекува татко и Господ Исус Христос. Нека ви бидат благонаклонети и нека ви дадат мир. Во светот мир нема. Нема ни правда. Нема ништо во светот, ни љубов. Нека ви бидат благонаклонети и нека ви дадат мир. Христос ја исполни волјата на Бог. Ја исполни. Ти треба да исполниш неговата волја во твојот живот. Покажи ми што е твојата волја. Па да повикаш кон Исус да се преродиш во љубов. Нашиот татко и доброволно се даде. Ете ја својата волја. Се предаде како жртва за нашите греови. Ја даде душата своја право иба. За да не спаси тебе и мене од овој зол свет. Дали овој свет е добар? Овој зол свет во кој живееме. Затоа нему припаѓа сета слава по вечни времења. На Исус му припаѓа сета слава. А ти вика пресветла, преславна слава и слава, ваква слава. Која слава? Која слава? Пазете сега што се случува. Мојот народ гине од незнаење. Постои само една радосна вест. Не можам да се изначудам. Ова се однесува на земните телесни цркви, кои се поделиле и со телесен ум. Не можам да се изначудам, толку брзо се одметнавте од Бог Таткото, кој поради својата љубов и милост према вас ве покани. Тој ве кани, дојдете при мене сите, дојдете. Ве покани да станете сонаследници, роднинство на Христовите заслуги. А вие се свртевте кон друга радосна вест, вие си проповедате телесно разни празници, доктрини и така натаму. Те сакам, Господи Исусе Христе, а друга радосна вест не постои.
Некои луѓе сакаат да ве збунат, изопачувајќи ја радосната вест за Христос. Значи, Савле мислеше дека работи за Господ, за таткото. Падна од конјот, ослепе, и потоа веднаш почна да работи за Исус, зашто тој знаеше што има во неговото срце. Така и луѓето мислат дека работат, па слават се и се што, годишнина од не знам каква реформација, светци, отци, богородици, која практично преслика на Артемидината слава, женските божества во античка Македонија. Проклет да биде секој што ќе проповеда радосна вест поинаква. Ти проповедаш од себе си, ти си во проклетство, затоа умираат водачи на цркви. Проклет да биде секој што ќе ви проповеда радосна вест поинаква од онаа што ја проповедаме ние во духот. Па макар да е тоа некој од вас, или да е ангел од небото. Значи, сатаната се преоблекува во ангел на светлината. Веќе кажав, но пак ќе повторам, проклет да е секој што ќе ви проповеда радосна вест поинаква од онаа што ја примивте. Видете, тоа е тој момент, овие текстови кои слегуваат. Значи, јас сум само сад, ја воопшто не се грижам што ќе зборувам, ми слегува текстот, ми го менува текстот. 10 минути, 5 минути пред нас. Јас се препуштам, ме научи да зборува низ мене. Не мора да читам. Може да се зборува и од духот, но вака повеќе ќе видите зошто има свето писмо, осветено, слезено во сад, за секојдневна или за свечена употреба. И ти кога го зборуваш ово свето писмо од себе, ти автоматски си во проклетство, бидејќи немаш доволно телесен ум, изопачен ум, да го толкуват, да го разберат. Те сакам, Господи Исусе Христе, ти само треба да го дадеш својот живот, да го предадеш на семокниот Бог, на таткото, да му дозволиш да те води и да те учи. И тоа е тој процес што се учи само во жива црква водена од духот. По делата ќе ги познаете. Дали поголем број луѓе го гледаат тој мир во проповедите, се исцелуваат. Една студентка што завршила кај нас ми пуштила некоја молитва снимена и ми ка професоре, леле, колку е инспиративно. И пуштам друга молитва, како да се молиш, вели, па вие имате моќ да исцелувате. Викам, не. Духот на Господ Исус Христос си пуштив една песна. Ете, таа сеќава. Некој што рекол на Манде, некој пријател, јас знам дека тихо не зборува, дека сила има тука, духот зборува на Исус Христос. Видете, тоа е тој момент. Во името на Господ Исус Христос, сите оние што искрено ќе клекнувам, се покајувам, Господе Исусе Христе, дојди во моето срце, им простувам на сите, покажи ми како да простам, кому не сум опростил, не осудувам, ја прифаќам Твојата волја, Господе Исусе Христе, помогни ми, сакам да бидам син Божи, кога го води Духот Божи, се покајувам за гревовите на моите предци и го давам животот свој, го враќам во Твоја собственост, за да ми дадеш духовна природа, духовна сила. Бега од Македонија, Сатана, во името Исусови, не враќај се повеќе. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус. Бегај од заедницата Сатано. Не за сатаната и смртта. Да, за Исус. По мојот живот, во Македонија, во заедницата. Оставам се во Твои раце. Татко, јас Тебе Ти припаѓам. Се радувам, се претопувам, оживувам во Твојата љубов. Од земјата до небесата, Исусе и само Исусе, славата е Негова, на Исус. А вие ќе живеете во проклетство, мислите дека сте во Исус. Ете, затоа умираат, а некои се болни. Недостојно јадат Господова вечера, од свој ум човечки. Сакаат да ги толкуваат овие слова. Само Духот може да толкува. Духот е тој што оживува. Телото ништо не помага, зборовите што ви ги кажав се дух и живот. На Исус му се поклонувам, му се враќам, му ја предавам душата во дух и вистина, во Исуса. Те сакам, Господ Исусе Христе, во секое срце Исус. Амин. Царството Божјо
во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Такво, Татко небесе, во Исуса сум возлюбен. Ти го давам срцево, да се всели